Јубилеите се обележуваат свечено и со посебни ангажмани. Такво нешто ќе се случува цела година во редовите на американската филијала на Nissan со Максима, која не се проби во Европа, но стана синоним за спортски седан од другата страна на Атлантикот. Таму заврши и познатата Форт Лодердейл изложба на бродови, каде престижниот Азимут ја представи својата нова линија на јахти. Магелано 25 метри. Ви подготвуваме интересен прилог од GTO Engineering, англиска компанија која овластено прави машински делови за класичните модели на Ферари и ви ги пренесуваме впечатоците на тестот на Kia Stonic со 1,2 литрен бензински мотор. Добре дојдовте во денешното издание на Автомагазин. Од таборот на Jaguar го представија новиот перформансен модел F-Pace SVR. Ова се очекуваше бидејќи неодамна беше обновено првото спортско корисно возило на британската грабливка. Кога еден модел на Jaguar носи ознака SVR, тогаш е јасно дека се работи за перформансна изведба која има можности да ви предизвика аритмија и адреналински удар. Имено, од познатиот V8 мотор со надполнење се вадат 550 коњи и 700 Ньютон метри од 5 литрена зафатнина. Со максимална брзина поголема од 280 км на час, забрзување од стоење до 100 км на час за 4 секунди, нуди перформанси како лутите тркачки изведби од Гейдон. Со ова стана најбрзото сериско спортско корисно возило на куќата. Од конективните технологии се истакнува PV Pro инфозабавниот систем кој веќе почна да жнее награди за своето едноставно користење и лесно поврзување. Во Обединетото кралство F-Pace SVR ќе се продава со почетна цена од 79.000 фунти. Автомобили Lamborghini започна со продажбата на Huracan STO, најавен е само пред еден месец како супер автомобил хомологиран за секојдневна употреба. Затоа ја носи ознаката STO, Супер Трофео Омологата. Тешко веројатно е дека ќе го видите на пат бидејќи оваа серија нема да се произведува во големи бројки. Употребата на лесни материјали и усовршената аеродинамика допринесуваат за извонредните перформанси. Инженерите во голема мерка се потпираа врз искуствата во воздухопловната индустрија, па таа технологија овозможи намалување на тежината за 44 кг во споредба со претходната мини серија на Huracan Performante. Срцето пумпа со 10 цилиндри поставени во V-форма испорачувајќи 640 коњи и 565 Ньютон метри на задните тркала. Забрзува до 100 за 3 до 200 за 9 секунди, а брзинометарот запира на 310 км на час. На почетокот рековме дека започна продажбата на Huracan STO, но италијанците се мајстори на заплетите. За сега се прибираат нарачките, а цената ќе биде објавена како божикно изненадување.
Максима е најдолго произведуван модел на Nissan во Соединетите Американски држави, цели 4 децении. Во 1981-та прво беше продавана во Америка, а имаше своји обиди во Европа каде не успеа да стане хит, но стана предводник на групата на седани на Nissan, почнувајќи од Примера, Altima, Sentra и Versa. Сите споменати не се на репертоарот во Европа, но во Америка се. А Nissan од Максима направи признаен и попопуларен модел кој има иднина. Покрај 40-тото јубилејно издание во 2021-та Максима ќе се нуди во нивоа SV, SR и Platinum, секој е опремено со 3,5-литарски 24 вентилски V6 мотор со 300 коњски сили и менувач X-Tronic. Денес Максима е позната по своето премиум ниво и спортски карактер. Со генерации уште пред доаѓањето на ромбоидно штепуваните седишта пресвлечени со кожа, површини украсени со јаворово дрво и премиум аудиосистем со 11 звучници Bose, Максима беше позната како спортски автомобил со 4 врати. Сега во својата 8 генерација раскажаната историја на Максима како автентичен спортски седан се враќа назад уште од времето на Datsun, чиј модел 510 беше првиот што го понесе името Максима. Од тогаш многу повеќе внимание се одврнува на изгледот, рационалниот луксуз и опременоста. Такви се вкусовите на главните пазари, а тоа се азискиот и се разбира во Соединетите Американски држави. Nissan има големи потенцијали за електрификација, но таквите амбиции Максима не ги покажува. Главен погон е бензинот кој го задвижува 3,5-литрениот V6 мотор со 300 коњски сили. Во текот на овие 4 децении Максима остана верна на своето наследство како вистински перформансен седан и предводник на брендот кој може да се пофали со најверна клиентела во рамките на Nissan. Со специјалното издание по повод 40 годишното постоење, Максима го прошири своето портфолио и ја крена сопствената граница погоре. Се надева и на зголемен пласман, додека во плановите не се споменува стариот континент. Чокостоби, да крцка од чоколада. Открите најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали, сладки, крцкави топчиња од чоколада. Топчести, мали, крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести, крцкави, мали топчиња. Чоко Стоби, неописливо добар. Често се вели дека целината е поголема од збирот на нејзините делови, но GTO Engineering има поинаков став за производството на делови за второ вградување на класиците на Ферари. Тоа се деловите што го одржуваат секој автомобил во добра форма, од мотори до менувачи, црева и гумени делови до тркала и суспензија. Високиот квалитет и прецизност на изработката се пресудни бидејќи купувачите се богати, пробирливи и образувани клиенти со миленици чија цена е милионска. GTO е специјализирана инженерска фирма која произведува компоненти за класични модели на Ферари со седиште во Велика Британија. Тие добиваат од Ферари оригинални цртежи, од кои со модерна обработка и контрола на квалитетот изработуваат најоригинални делови за класичните модели на кончето од Модена. Целиот процес за изработка на делови на олдтајмерите, од CAD дизајн, обработка на CNC, завршна обработка и контрола на квалитетот, па се до изработката на мотори на GTO Engineering, како и реставрацијата на старите делови. Вклучува и низа историски модели на Ферари, вклучувајќи Лузо од 1964 година, Ферари 365 GT4 BB од 1974 година, Ферари F40 од 1990 година и многу други. GTO Parts обезбедува цела низа компоненти на Ферари во целиот свет, за автомобили од раните 60 до модерни суперавтомобили. GTO Parts е еден од водечките светски специјалисти за делови на Ферари. Неговата филозофија е едноставна, да се биде најдобар во тоа што го работи, да развива блиски односи со клиенти во сите фази на собственост и се додека ја споделува својата заедничка страст кон легендарната марка. Тимот има практично знаење за деловите потребни за одржување на иконските автомобили на Ферари во безпрекорна состојба, имајќи снабдено компоненти за најретките и најуникатните изведби на Ферари. Токму ова знаење, заедно со значителни инвестиции во оригинални делови, алатки и најсовремена опрема, им овозможуваат на GTO Parts да обезбедат квалитет, сигурност и достапност на најретките делови на Ферари во светот. Меѓународниот саем за бродови Форт Лодердейл е без сомнение еден од најважните шоуа за бродови во Америка. Огромно важен пазар на глобално ниво што ја води целата индустрија за јахти. Дури и во комплицираните месеци на почетокот на пандемијата, Соединетите Американски држави објавија изненадувачки деловен тренд, кој годинава најави раст на продажбата за 30%. Азимут од секогаш бил ценет меѓу добрите познавачи на наутиката со длабок джеп, па затоа направи посебна серија на јахти од класата Магелано од 25 метри. Форт Лодердейл International Boat Show е еден од најпрестижните во Соединетите Американски држави и од секогаш бил клучен за Азимут. Поради важноста на американскиот пазар за овој бренд,
Подготвена е специјална серија на јахти на 25-метарскиот Магелано, која е последна јахта изградена од италијанското бродоградилиште и новиот символ за неговата способност да наметнува нови концепти за дизајн и технолошки иновации. Азимут е најдоброто странско бродоградилиште според вкупната продажба и бројот на години на американскиот пазар. Магелано 25 метри е уникатна јахта со безвременска убавина, далеку од менливите мода и трендови, изграден за купувачи заинтересирани за елегантните и релаксирани стилови на крстарење. Производ на соработката помеѓу две големи имиња во светот на дизајнот, Винченцо де Котис, дизајнер на интериер, и Кен Фрейвох, специјалист за надворешен стил, новата јахта слави начин на живот на море што дава акцент на максимална удобност и близок, континуиран контакт со природата. За да раскаже приказна за една ваква извонредна јахта, Азимут идентификуваше нов јазик и усвоен невиден пристап во индустријата на јахти. Магелано 25 метри е специјална безвременска верзија со собствено концепирана внатрешност заснована на интериерни решенија развиени од познатиот дизајнер на јахти Винченцо де Котис. На неа се истакнува луксузот и шармот на класичните безвременски обликувани јахти. Токму таквите јахти се целта на сите купувачи кои се дел од друштвото наречено стари пари, односно семејства кои со генерации се богати и го негуваат својот стил. Класична, истовремено модерна, Азимут Магелано 25 метри е јахта што има безвременски изглед, квалитет и држи цена, па затоа производителот е толку популарен меѓу елитата. Учеството во светскиот шампионат на електрични формули е во потполност подготвено. По тестирањата направени на патеката во Валенсија, Так Хоер, Порше Формула и Тим ги потврди издржливоста на своите болиди за првиот настап во шампионатот, кој ќе се одржи на 16 и 17 јануари 2021. Порше 99X Електрик е компетитивен и очекувањата се високи, иако воздржаноста во изјавите на тимот укажуваат на одредена резерва. Патеката во Сантијаго де Чиле е првата на списокот во календарот за 2021 година. Подготовките за престојната сезона започнаа со финалето на овогодишната на берлинскиот пензиониран аеродром Темпелхоф. Атмосферата во тимот е одлична, секој член е способен да даде максимум од себе, возилото е подготвено, па со високо ниво на самодоферба се гледа на престојната сезона. Непол месец не дели од стартот на новиот циклус трки во Формула Е, дисциплина во која се присутни најзначајните играчи на полето на електрификацијата. Тогаш тимовите ќе ги отворат картите и ќе се одмерат првите можности. Сепак, сезоната може да се одолжи поради пандемијата. Кија Стоник од своето представување го доживува второто освежување.
Се работи за предницата, малку за светлата, кои сега имаат и поголем лед отисок. Што се однесува до контурата, не е многу менувано. Интервенирано е само на светлосните групи. Кија уште од представувањето на Стоник, кој всушност е рафинат и поставен врз база на моделот Рио, е критикувана поради големината на ГПК. Тука имаме 325 литри простор за ставање на багажот, но не е доволно долг. Стоник со своето име означува синергија. Од Спиди и Тоник испадна Стоник. Од Рио и желбата за спортско корисни возила испадна Стоник. Во внатрешноста тој ја има класичната определба на Кија. Сушност, амбиентот во внатрешноста е потполно ист како кај Рио. Концептот на инструментите и забележителниот тачскрин монитор е веќе општо прифатен, додека пластичните површини се со ист квалитет, но разубавена е внатрешноста со цитати на пластика која делува како да е изработена од метал. Кија Стоник ја возиме со 1,2 литрен бензински мотор кој има 4 цилиндри, но остана слаб по сила. Има само 84 конски сили. По вокација Стоник е спортско корисно возило. Од сегментот Б, но сепак е спортско корисно возило. Па, поради неговата зголемена расстојание од тлото, можете да поминете на неасфалтирани патчиња, како што ние сега го правиме во моментов. Се разбира дека не е препорачливо тешко теренско користење, бидејќи и во оваа изведба што ја имаме на тест ги нема оние електронски пресети кои помагаат во различни сценарија на возење. Ова ниво на опременост е практично и прагматично. Преминуваме од неасфалтиран пат на асфалт. Внатрешноста е добро осмислена, впрочем тоа е истото случај и со Рио. Нема никакви знаци дека се наоѓате во спортско корисно возило, осем зголемената точка на седење. Повисокото седење ви дава една поинаква перспектива. Инаку за движењето задолжен е 1,2 литерски 4-цилиндерски бензински мотор од 84 конски сили. Неговите перформанси, како и лична карта, не се многу импресивни. Овој мотор не дава извонредни перформанси, но далеку од тоа дека е незаинтересиран. Во спрега со 5-степениот мануелен менувач, тој овозможува добра еластичност и солидни, да не кажам задоволителни перформанси. Имено оваа изведба на Стоник е направена да биде попристапна за пошироката автомобилска публика. Овој изглед се покажа како делотворен, бидејќи острите линии и модерниот дизајн се допадливи не само на европскиот, туку и на светскиот пазар. Кога збориме за возните својства и за
подпирањето. Стоник го презема во целост од Kia Rio со тоа што е повисок од тлото. Ова извишување не му дава инфериорност во свиоци. Има сосема стоичко и добро однесување. Неговите манири се многу добри и можете комотно, подинамично да ја возите Стоник во свиоци. Се разбира, доколку успеете да го забрзате, овој мотор кој, ќе повторам, не е меѓу најагилните во класата. Со цена од 14.950 евра, Стоник представува добра солуција за сите оние кои сакаат да имаат спортско корисно возило од компактната класа. Во секој случај, доколку немате потреба од многу простор, Стоник ќе ја заврши работата. Но тука секогаш доаѓа до преклопување кога се размислува за купување на нов автомобил. Ќе останеме во рамките на Kia. Моделот Ceed, кој е доста поголем од Стоник, чини исто така околу 14.900 евра. Се разбира, во некое пониско ниво на опременост и со ТГД и мотор од 1 литар и 120 конски сили. Па, прашањето е дали сакате рационален пристап или сакате популарен, односно трендовски пристап. Ако сте за она второто, тогаш Стоник е вистинското решение. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви посакувам се најубаво и останете во добро здравје и расположение. До гледање до следното издание за 7 дена.